Благодарам, председателе. Јасна е тенденцијата овдека на владачкото мнозинство да ја замолчи опозицијата, да не е дозволено опозицијата да дебатира по амандманите и затоа бара расправа по секој амандман како би можеле да се јавуваат овдека што поголем број на пратеници од власта, да лажно аргументираат работи кои што врска немаат со тие амандмани кои што ние ги предлагаме и доказ за тоа е и тоа што откако јас го повлегов амандманот, плејада на членови на комисијата од СДСМ се јавуваат за процедурално. Значи тенденцијата е да се одземе што е можно повеќе време на опозицијата за да не зборува за проектите кои што граѓаните ги бараат од оваа власт. Почитувам, председателе, на комисија јас согласно член 153 став 5 подносителот на амандман може да го измени, дополни или повлече амандманот до завршување на претресот по амандманите на членот на кој тој поднел амандман. Барам да ми се овозможи и да не ми се врши притисок да си го искористам моето право како пратеник согласно член 153 да повлечам амандман од причини што ги објасни додека го повлекував, а тоа е дека нема волја да се прифати амандманот. Праксата покажува дека доколку представникот на владата го одбија амандманот, мнозинството гласа по дефолт да се одбие амандманот. Јас прашања не поставив никому, туку констатирав она што го зборуваше Костониот Костовски, за да не добие лажна представа овдека. Јас имав два амандмана едно по друго. Првиот амандман имавме, сметам, квалитетна дебата со господинот Костовски. Во најголем дел од прашањата си ги кажавме своите ставови. Вториот амандман го повлеков да дадам можност на другите колеги да ги образложат своите амандмани и последно, почитувајќи го процедуралната забелешка на господинот Кастриот кој што побара да побрзо поминуваме по амандманите. Ништо лошо не направив, само испочитував она што колегите го побара од нас. Благодарам. Давам пауза од 15 минути.